Значи, уште една повторија, во айкидото се оди исто како во винчо, на слепата страна и на сигално е општо познато. Значи, да зароби централната сила на противникот да ја зароби и да не му даде шанса тој пат да нападе. Така? Сега, во айкидото има повеќе полуки или клучеви и ја користиме стандардната, оваа, полициската, бидејќи работа во полиција. И ова е за, ако работа луѓе обезбедување, значи да го изнесеш без да го повредиш. Или парализираш мускул, ако дојде, тука, се парализира мускулот. Ако удрам во вилица, ќе нанесам тешка телесна повреда. Така? Може да скршам зад или лошо. Ако дојде до ова, значи со чистење, исто ризик да повреди. А ако дојде до парализа на мускулот горе и водека, ние више сме се завршили работата и си го изнесуваме без да го повредим. Значи, тоа е отприлика, што искам да кажам за која е разликата измеѓу айкидо и винчо. Во айкидото имате и падови, изнаските падови, предни, задни, странични, меѓутоа овде кој винчо се користи брзо, економично и немаме такви некои падови. Балеринскиот одбор нема. Па, мислам, може да читале за винчо дека е скроен во Шаолин, во Кина, и дека водат на најекономичните витални точки. Тука се штити, значи, централната линија. Зошто централната линија штитиме? Ја штитиме затоа што тука се највиталните точки на човекот. Кај што ќе се удри тука? Толку. Затоа ги користиме тие блокади. Значи, тоа прилика со текот на времето кога се познаеме со сите. Негде дека се околу 16 блокади. Значи 16, кои што мора да ги запамтиме и називите како се викаат. Да речеме тансал, факсал, кансал, билсал, джатсал. Така, бонксал. И се на сал. Со текот на времето, значи, ќе научиме и дека може да се спречи човек во афектна ситуација која, значи, само со еден доволен, да? Значи, сепак, ќе користиме централната линија, нема страх, настоиме тука, ги штитиме тие централни линии, извегнуваме во страна, се стоиме така, сака степна. Самото приближување во страна, вие сте го избегнале нападот. Сега има тука додатоци кои што ќе одат со текот на времето и научиме. Меѓутоа, мора да се запамти едно, дека секој се оди нагоре. Ако одам од натрешна страна, после основава, значи гледате да завршите брзо. Тука. Или тука и тука. За да нема шанса од тоа удар за да. Значи одиме брзо. Да го не способим. Или пак, ако одим наро, ево тука, ударот во предел на оваа слепа точка, мислам виделна точка, која што е смртоност, ако се даде да удар, се знае што може да се случи и гушење на место. Винчо се состои на во удари, ако дојде во ситуација да се брани животот, тогаш задаваме смртоносни удари. Значи се знае дека виждат. Затоа и ви кажам на почетокот, дека ако го неспособен и постојано вака мирно, че нема да е, мислам, улична борба, доаѓа ми са тој го знае дека е афектна ситуација. Пијан, издролюван и така натаму. И само сака да удари. Значи, со самата контрола на неговата рака, и ако му зададам удар тука, значи ќе биде исто тежок удар. Ако му зададам удар во предел на грклан, исто е тежок удар. Ако зададам лак, исто тежок удар.
зададам исто удар во тилната регија, исто тежок буде. Значи, најдобро е тука да буде. Оне што се обедете го мускулот, он ќе падне по кап сакаме, ако треба и 100 кг некај, ако се удари тука, ајде. А доволно е тоа. Само да го разнишаме и да му дајме до знање да не се текне. Ако продолжи, ќе си го пратиме у болница за 5 минути. Значи нема страв. Да, е зверо.